تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر. Рекол пегамбар алейхи селам во една пригода додека седел со сахаби им рекол на ними, на сахаби: за вас не се плашам од сиромаштва. За вас не се плашам од сиромаштва. Него за вас се плашам ако ви се отвори дуња. Ако ви се отвори дуња на вас. И почните да се надпреварувате во дуња како тие пред вас. И тоа на вас ќе ве уништи како што ги уништи на тие пред вас. Ќе ве уништи. Како што ги уништи на тие пред вас. Рекол пегамбар алейхи селам во други хадис: за секој еден уммет имат фитне. Фитнето на мојот уммет е динар и дирхем. Значи фитнето на овај уммет е динар и дирхем. Најголемото фитне на овај уммет е динар и дирхем. Така како пегамбар сам. Иблис со негова банда, со сите тие сплетки што ги прават на овај уммет, не му нанесиле голема штета колку што му нанесила дујна штета на овај уммет. Сите тие методи кои ги користит Иблис со негова банда се малку во споредба со онај резултат кој го дава дујна. Ние сме сведоци на ова. Сведоци на тоа што му прави дујна на еден човек, што му прави дујна на еден народ, на една фамилија. Кога влези ова зло, кога влези овај динар и дирхем, ова злато, сребро, ова евро, кога влези ке некојани, како го уништи? Гледај, пред 40 години, само пред 40 години, Дубај и Емиратија, нема е ништо свем камила и шатори. Ама има един. Влегле тие палати, згради, денеска ги уништие до втемеля. Ги направи да биде предзнак на судниот ден, кога голи и боси ќе почне да се напреварват во правење на згради. Тоа му направи ова фитне на овај уммет, овај динар и дирхем.